Пратеници, почитувана македонска јавност, денес разгледуваме Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за семејство по скратена постапка. Целта на овој закон е усогласување на изречените прекршочни санкции во делот на висината на глобите со новиот закон за прекршоци во насока на нивно намалување. Јас сакам да се задржам во областа на старателството, каде со овие измени се предлага задолжително водење и евиденција на документацијата за лицата ставени под старателство и нивниот имот. Важна е улогата на центрите за социјална работа во врска со водење контрола на старателите, затоа што не сите старатели ја извршуваат улогата така како што е наведено во Законот за семејство. Постојат многу злоупотреби на старателската улога, заради што и потребни се почести контроли и посети од страна на центрите за социјална работа врз старателите. За Законот за социјална заштита во врска со старателството, сакам само да предложам, доколку дојде до суштински измени на Законот за семејство, да се направат измени на член 181, кој гласи вака. Став 1. Децата се должни да ги издржуваат своите родители кои се неспособни за работа, а немаат доволно средства за издржување или средствата за издржување не можат да ги остварат од својот имот. И став 2. По исклучок на судот може да го одбие барањето за издржување кога издржување бара родител на кој му било одземено родителското право и ако детето за тоа има можности или ако судот, ценејќи ги сите околности на случајот, најде дека тоа би било очигледна неправда за детето. На ова ме поттикна јавното барање за измена на член 181 на една девојка, која беше гостин на една телевизиска емисија, заедно со своите 3 браќа, израснати во дом за деца без родители и родителска грижа. Парадоксот настанува кога како излезени од домот за деца без родители и родителска грижа, снајдени во општествениот живот, Центарот за социјална работа ги бара и ги задолжува согласно член 181 дека треба да се грижат за својот родител. Да се грижат за родител кој ги оставил како малолетни деца, не се грижал за нив, но за тоа не му било одземено родителското право. А сега тие како полнолетни лица, по се што доживеале како деца без родители и родителска грижа, по овој член се должни да се грижат за него. Заради овие причини беше и јавното барање на девојката, како најголема од 4 деца, до сите оние кои што можат да влијаат на промена на овој член. Верувам дека има и други случаи, како овој, заради што во иднина сметам дека треба да се направат измени на членот 181 кога ќе дојде до суштински промени на Законот за семејство. Благодарам.